Почитувани мои, 30 на години патувам низ Република Македонија. 30 на години ги крстарам нашите македонски убави села. Ете, почитувани мои, одека сум дојден во градот Прилеп, одека наминав тука во градот Прилеп да ја посетам старата чаршија, да се присетам на оние стари занаети кои што во минатото овдека во старата чаршија ги имаше, а мештаните не само градот Прилеп, туку мештаните од сите соседни села на Прилепскава регија, на Долненската регија, на Топушанската регија, на Крушевската регија, па дури и од Горно и Долно Мариово, во секој пазарен ден, во среда и во сабота, доаѓа овдека на пазар да си ги купат оние потребни работи што им треба за подома што се вика. А посебно, чаршијата Прилепска беше посетена после завршувањето на летината што се вика низ полето, а тие доаѓа посебно кога ќе започнеше есента, а потоа што речено кога започнуваат зимските слави, а тие зимски слави започнуваат од Петковден, па траат, односно од Митровден, па се траат до Ѓурѓовден. Намина како што напомнав овдека во ова стара чаршија, каде што мештаните да се присетам, каде што мештаните на времето доаѓа во таа стара чаршија да си купат оние работи како што напомнав што им треба, а во таа стара чаршија ги имаше и ковачите, ги имаше и терзиите, ги имаше и тенекеџиите, ги имаше и бозаџиите, ги имаше и бојаџиите. Во старата чаршија се наоѓа, тука беа и ортомџиите, тука беа оние што произведуваа и амути, и самарџиите, но откако мештаните, не само градот Прилеп, туку и од околината на Прилепската околија, сеќа се испазареа, тие седнуваа малку да си ја полага душата, малку да се видат со пријателите, да си направат лав мообед, што купиле, како купиле, некој нешто да не заборави, а знаете каде што он седнува? Седнува во старите мејани, седнува во крчмите, а таму го од кога ќе поседеа, од кога ќе се видеа со нивните родени пријатели, си заминуваа во нивните родни места. Овдека во оваа стара чаршија во градот Прилеп има се уште, така да речам, од таа стара традиција на прилепското гурманство, меѓу кои е и етно-ресторанот Изгрев, кој што се наоѓа во непосредна близина на Саат Кулата, овдека Прилепската Саат Кула, а се наоѓа во непосредна близина и на старата автобуска станица, каде што наминав во овој етно-ресторан да се видам пред се со гостите, а и се разбира и со домаќините на овој етно-ресторан, а преку овој видеодокументарен запис да ви пренесам дел од гурманските специјалитети кои што овде овој етно-ресторан ги нуди на гостите, а пред се оние стари јадења кои што нашите дедовци и баби ни ги подготвувале во минатото, а таа стара традиција на подготвување на овие гурмански специјалитети и ден денешка ги има овдека во овој етно-ресторан. Но исто така во овој етно-ресторан, почитувани мои, ќе ги најдете и ден денешка се собираат тука во овој етно-ресторан сите мариовци од како од Долно Мариово, така и од Горно Мариово. Тука се собираат и мештаните од цела Прилепска регија, тука се собираат мештаните и од Бродско, и од Долненско, и од Крушевско, и од Бучинско, како што напомна, па дури доаѓаат и од Кавадаричко, од Типишијата. Почитувани мои, сето ова што ќе биде снимено преку камерата на снимателот на продукцијата Марио Филм, а воено и дело менаџерскиот тим на продукцијата Марио Филм, Виктор Костевски, ќе биде преточено во оваа документарна репортажа. Гледајте и уживајте.
почитувани мои, полна ми е душата што овде се наоѓам во гостилницата Изгрев. Полна ми е душата што ете овдека, што се вика, гледајќи овие кафанџиски гостилнички маси, послани со овие овие чаршави кои што слично на времето кој што одминато овдека во Пилешката чаршија, кога пазарџиите доаѓале во крчмите и во мејаните да маднат по некоја бирка и што се вика да се видат со родините, пријателите, да си направил лав ловет, кој што пазарил, а пред се како се по дома да си пратат здравоживо. Еве слушајќи ја ова наша македонска старооградска песна на Никола Бадев. Ете тука во овој ресторан, а исто така овој ресторан кога ќе дојдете наликува на еден етно музеј на отворено, а пошто голем број на мејанџи, на кафанџи во минатото биле мариовци, а и денеска овој ресторан Изгрев, исто и гостилница кај Чебрен, кај Тале, ги има задржано оние, ги има поставките на оние стари, ајде да речам, алатки со кои што се служеле мештаните не само од Мариово, туку и од Прилепската регија. Тука се бардината, стомните, тука се ситата, тука се изработките од дрво, разните лажици, вилушки. Тука се наоѓате погледот, овој че го занасов, но меѓуто едно би рекол, преку окото на камерата на снимателот на продукцијата Мариово филма, воедно и дел од менаџерскиот тим на продукцијата Мариово филм, Виктор Костелски, предлагам да проследите положение на оваа репортажа. Гледајте и уживајте. Почитувани мои, полна ми е душата што овде се наоѓам во гостилницата Изгрев. Полна ми е душата што ете овдека ме потсеќа на оние инвентаро што е овдека, ме потсеќа на оние стари маси, оние астали што ги нарекува, кои што ги имаше во нашите крчми, мејани, во нашите села и во нашите градови, касаби, како што ги нарекува. Ова маса овдека, ова интервар, што е
е изработено од оние стари борови талпи или букови талпи, кои што и денеска тие буки ги има во Мариовско, каде што онака како што ги создала природата, така се и овде направени. А можете интересно да ви напомнам и тоа дека овие стари со овај стар амбиент е направен според оние стари дограмаджички, така речено, рецети, ајде народски малку да се изразам. Овие маси овдека не се ковани со штрафови, овие маси се ковани од клинци. И тоа оние клинци исковани од ковачите. А самите клинци, додека измазнетоста на овие маси не се правени со стругови денешни компјутерски, туку со оние стари алати кои што ги имале порано мештаните од Мариовскиот крај, па и од сите и од ова Прилепска регија, со рендина, направени, обликувани онака како што самата природа ги создала. Ете, пак ќе напомнам, преку окото на снимателот на камерата на продукцијата Марио Филм Виктор Костевски, гледајте и уживајте. Почитувани мои, полна ми е душата еве што денеска се наоѓам во етно ресторанот, во гостилницата одека во Прилеп, тука во непосредна близина на старата автобуска станица, а се разбира и во непосредна близина на старата Прилепска чаршија. Овдека полна ми е душата, ете, почитувани мои, ова серенада, ова стара македонска охридска песна која што се негува широ Македонија, овдека во етно ресторанот во Изгрев. Чест ми е и голема благодарност што е реализирана ова репортажа за ова гостилница, е собственикот на овој ресторана, воедно Мариовец, старите велат, а и јас сум по пола Мариовец, старите велат, кај ти е сопругата, таму ти е и семејството. Тале Трајковски. Тале, вака едно би рекол, уште еднаш голема чест ми направи на душава, што ете ние долго време се знаеме горе од Мариово, од Дуње, каде што продукцијата Марио Филмова, често пати има одено во Мариово, во Дуње, неколку емисии има направено. Ете кога последниот пат ја направи последната репортажа документарна за Трпчевиот манастир горе во манастирот во село Дуње, кој што се наоѓа на влезот на селото, си дадовме збор, односно бе рекол според господото провидение, ете повторно да се сетиме овдека во Прилеп. Јас, како што кажате, сум Тале Трајковски, од село Дуње роден, живеам во Прилеп, растен во Прилеп, растен во старата чаршија во Прилеп, имам долго работно искуство кај Благој Абраш, првата почетна вработување ми беше како келнер, после второто вработување ми беше кај Диме Чинчин и таму значи работев тие цели 10 години, 4 со 5 таму години. И работев, го печев занаето, го учев занаето, го негував занаето со муштерите и така да ми дојде идеја 1995 година да отворам гостилница. Првата гостилница која отворив беше на Андо Слабејко, ваму долу под старата автобуска. Заедно отворивме со мојата сопруга, заедно работевме, придонесувавме и до ден денес успеавме да ја негуваме работата, да работиме заеднички, да унапредуваме работата, значи да го печиме занаето, се уште го печиме занаето. Секој човек што е жив, дуе жив, значи учи печи занаето, значи се надоградува. И му сум благодарен многу на моите муштери ден денес што ме почитува и воедно во меѓувремено отворив и објект еден во Битола, таму ми се вика Прилепска скара, Чебрин кај Тале исто, а Прилеп се вика Изгрев кај Тале.
Во Битолеме веќе од 2010 година до ден денес исто функционираме и таму имаме исто два објекти и Прилеп овдека исто еден објект, така да до ден денес си работиме домаќински, рентабилно и сме задоволни нашите муштери. Уште еднаш ги поздравувам сите муштери и да повела да дојдат на нашата квалитетна скара и на нашата квалитетна услуга и на нашиот убав амбиент во Прилеп. Кога човек ќе дојде овдека во гостилницата Изглед, кога ќе влези во самата гостилница, прво што ќе ги, ете јас, моето прво видување, моите први импресии, ова етно музеј, едно катче на отворено. Кој беше поривот овде да ги имаме џумчината, да ги имаме брдилките, да имаме оние да ги имаме оние производи од полето? Ами кој беше идејата? Идејата самата се раѓа, така го направивме амбиенто и со тек со амбиенто си фали староградски работи, македонски културни работи што сме ги имале од времето наше, што ден денес ни се тргнати на сите, дали од домови, од секаде. И полека клаваме нешто, лајци, џумчина, таму слики, некои сатови стари, да има човек што да биде интересен амбиентот, да не биде залудно. Меѓутоа, кога, ете јас како гостин, кога влегов во гостилницава, во очи ми падна оние, јас би рекол оние маси, оние под навод кажано мариовски астали, кои што се направени од она букова граѓа и од оној бор во Мариово. Ти се радува ли душата што гостилницава е полна со народ? Да, ми се радува стално и стално сум благодарен на муштерите, стално муштерите се во право и се во прв предност што треба тие да бидат стално задоволни. Тие ако се задоволни, ние ќе бидеме задоволни. Колкош имаме повеќе муштери, иначе толку сме подобри, понапредиме, покултурни сме, повеќе заработуваме, повеќе работа имаме. Значи се го направи сето својата услугата, квалитетот, квантитетот, цената и персонал. Човек кога ќе дојде во гостилницава, пред се познавајќи тебе како мариовец, од Долно Мариово преку Црна одавде, и негувајќи ги оние старите адети и обичаи, оние стари рецепти кои што твојата баба, твојата мајка до денеска оврчико себика ги негуваат, што се нуди овдека од гурманските специјалитети? Значи, од гурманските специјалитети секој муштери што ќе вобара се може да добија. Имаме, значи, палачинки, праени на тури попечи, правиме доста квалитетна скара, значи на чумур. Некои традиционални јадења такви не спремаме, али спремаме турлитава, ширден, коленица, значи тоа се во порачка, си ги правиме тие работи. Иначе во менито имаме палачинки така со лукче, со... Дали некогаш овдека во оваа гостилница, пошто Мариово е познато по мариовското сирење, по мариовското јагне, има ли овдека, да речеме, некој да побара јагне печено? Трошиме јагне печено по порачка, сирење мариовско и си имаме по порачка наше мариовско исто, што произведува татко ми и мајка ми во село Дуње во Мариово наше. Значи имаме, нудиме тие работи, сирење, кисело млеко, биено сирење домашно, имаме тие работи. Дори едно би рекол, мислам дека ќе сте тука на една мисла, дека и кромичето, и лукчето, пиперчето, луто, се е произведено во... Се, да, од Мариово произведува моите родители. Имаме, значи, домашен, зелка домашна, пиперки домашни, крастајци домашни, се скоро. Сега во тек кој ни фали, докупуваме. Меѓутоа, се еднохрана е. Еднохрана, да. Така. Ајде една порака да сите наши македонци каде тие да се наоѓаат, дали во Република Македонија, дали во Америка, Австралија, Канада, дали во Мала Преспа, Гора, дали во... Еве, не има ни цела Европа. Да. Дали е убаво, барем еднаш да си дојдат дома во Македонија, еднаш да си дојдат, еве, во градот Прилеп, во Мариово, ете да чујат оваа убава атмосфера, убава наша песна староградска македонска, затоа што хубаво место, или еве да дојдат тука во гостилницата Изгреб, да го
пробаат кромичето маријалско, лукчето маријалско, пиперчето луто маријалско, јагнето маријалско, сирењето очио маријалско, па и мешаната скара и специјалитетите овде во Изгрев и во Чебрен, во другата гостилница, затоа што поубаво место од Розното нема никаде. Нема, да. Може кога се сака да си дојдат да не посетат, ќе бидат пријатно изненадени, убаво послушани, убаво јадење, ќе има убав атмосфера, убав амбиент и така натаму. Во селото има мир, има тишина, се слуша само звукот на природата, се слуша ветрето што дува, се слушаат петлите што пеат, се слуша жуборот на водата од селската река. Нема автомобили, нема звук од сирени, нема галами. Има свеж воздух. По дишењето на загаден воздух во урбаната средина, белите дробови конечно ќе го почувствуваат чистиот воздух. Нема прскање со хемикалии, нема издувни гасови, нема загадување, нема никотински честички, ниту чад и мирис од канализација. Вистински чиста средина. Во селото има убав сон. Нема ништо подобро од спиење во камена куќа, во дива сенка или во нишалка пред селската куќа. Нема насилни будења, нема интензивно звонење на телефоните, ниту будилници, ниту поштари, ниту заборавени соседи. Никој не знае каде сте и нема начин некој ненадејно да ви дојде, да ве разбуди и да ве вознемири. Во селото се јаде прекрасна, чиста и здрава храна. Нема таму брза храна. Нема пекари, пици, плескавици од непознато месо, туку само месо од своји јагниња, јариња, јунчиња, прасиња, пилиња и домашна бела супа, пиперки директно од градината и јаболка на дофат на раката. Селото на жените им дозволува да ја игнорираат модата. Ќе им кажат збогум на тешките шминки, на неудобните подпетици и на фризурата. Во селото доволно е само спортска облека и удобни патики. Селото е прекрасен и идеален дел или место за одмор на очите. Нема главоболки, нема хипертензија, нема очен притисок,
Нема стресови и аксиозност. Значи, селото го ублажува стресот, уживањето во природата, во тишината, на чистиот воздух, во одморот. Сето тоа го прават стресот целосно ништожен, односно стресот ќе исчезне како никогаш да не постоел. Мора да споменеме дека селото е постаро од градот. Луѓето таму често знаат некои работи многу подобро од оние во градот. Тоа е одлична можност да ги запознаете нашите традиции, обичаи, навики, а ако имате среќа да одите на село со вашите роднини, може би ќе дознаете некоја интересна семејна тајна, ќе го запознаете вашето семејно стебло, ќе слушнете и некоја рурална легенда. Многу повозрасни жители на селото се вистинско богатство за нашата традиција. Знаат како било некогаш, што значеле одредени обичаи. Може би патувањето на село може да се претвори во мал водич низ минатото. Ретки се селата, да не речам нема село каде што нема река, нема поток и каде што нема извори со чиста питка вода. И секако, секое патување носи нови предизвици. Може би ќе се одлучите да живеете во село, иако сте повеќе градски човек. Се на се, патувањето во селото е нова авантура, забава и уживање. Затоа, ако се двоумите како да го поминете викендот, ако не сте сигурни што да правите со себе, ако ви е доста од се, ако сте уморни од се и сакате промена или едноставно сакате да се посветите на себе и на своето здравје, спакувајте ги потребните ситници и тргнете на пат кон селото. Овдека во овие мејани на времето се давало зборов, се армасувале, едните ги мажиле бејчарите, другите девојките. Овдека во чаршијата, па и денеска тука во ова мејана се запознаваат преку постарите, се емоцираат спомени кој кога се оженил, кој кога му се родило детенце, или па се евоцираат спомени кој колку овци имал на времето во Маријово, кој колку јагнина имал, колку јарина продал, колку канти сирење, која пубова јамболија, која невеста и домајчика ја искаела, кој бил играорец, кој бил песнопоез, не попусто, а овдека исто така во ова мејана ќе ја чујате и познатата маријовска песна "Попат одам запад прашам", а исто така тука лав муабет, овдека исто така ќе чуете она убава песна за Калеш Анџа, ајде слушај Калеш Бреанџо, ама сето тоа подкрепено со маријовско кромиче, маријовско лукче, маријовско компирче, подкрепено се разбира со печено маријовско јагне, со сирење бело маријовско и биено маријовско, со она убава песна македонска. Ете, пак ќе напомнам преку окото на камерата на продукцијата Маријо Филм, предлагам да проследите продолжение на оваа репортажа, гледајте и уживајте.
Почитувани мои, мерак ми беше и што сум тука во Прилеп, во старата чаршија. Мерак ми е полна душата што се наоѓам тука кај мојот соселанец, кај мојот Маријовец, пошто сум јас пола Маријовец, сопругата ми е од Дуње, овде во неговата гостилница изгрев. Да бидам реален, преку окото на камерата ќе проследите, полна беше денеска гостилницата. Ова гостилница е полна не само за пазарните денови овде во Прилеп, среда и сабота, туку овдека е полна секој ден, затоа што овде во ова гостилница изгрев доаѓа еснавот, македонски еснав, кој што знае, односно доаѓа тука да ја продолжи старата традиција, старите адите обичаи на нашиот македонски народ, кои што ќе бидат пренесени на генерациите наши македонски. Тале, нека е денов за многу години, еве скоро го правиме за Петков ден. Да, нека е за многу години, нека ни види честити празници, празник и така натака. И секој што сака да повели да дојде, ќе биде пријатно изненаден на нашата квалитет и нашата услуга. Нека ни е здрава жива Македонија. Нека ни биде здрава жива. Нека е денов за многу години и уште една порака. Дојдете овдека во Прилеп, дојдете овде во Прилепската чаршија, дојдете овдека во гостилницата Изгрев, да видите што е рај убавина, да го почувствувате онај етно музеј на отворено, ама да се насладите и на традиционалната предсемаријовска храна, на гурманската храна маријовска, кој што овдека од памтивека, односно овдека во гостилницата Изгрев, гостите ги служи гостите, она традиционална храна кој што ете Натале му е пренесена од неговите предци, а се разбира дека ќе биде пренесено и неговите потомци. Да се ми здрави живи, дојдете и уживајте.